По повод одбележувањето на 79 годишнината од ослободувањето на Кочани, Советот на општина Кочани одржа свечена седница на која беа доделени наградата за животно дело, што постхумно му припадна на архитектот Александар Гицов и признание за значајни остварувања за развојот на општината, што ја доби Ротари клубот Кочани Виница. Образложение за одлуките за доделување на наградите даде председателката на општинскиот одбор за доделување на наградите Кристина Атанасова Арсова. Области за делување. Главниот фокус на ротаријанците е поделен на 7 авении. Промовирање на мирот, чиста вода, санитарија и хигиена, борба против болести, грижа на мајките и децата, поддршка на образованието, раст на локалните економии, заштита на животната средина. Во досегашното 10-годишно постоење Ротари клубот Кочани Виница успешно спроведе многу хуманитарни акции и помогна во делот на здравството, образованието, спортот и потребите на лицата со посебни потреби. Мотото на Ротари – служба над собствените интереси, по кое и се води Ротари клубот Кочани Виница, најдобро ја опишува филозофијата на несебичното волонтерско служење на членовите на Ротари клубот. Една од главните заложби на членовите во Ротари клубот е и работа во служба кон заедницата, а ги опфаќа напорите кои ќе ги прават членовите на клубот за подобрување на квалитетот на животот на оние кои живеат во локалната заедница или општина. Александар Гицов, како архитект, остави значаен белег во Кочани. Неговите стручни и уметнички способности беа препознаени и одликувани со многу меѓународни награди, меѓу кои е наградата за најдобар млад архитект во Белград во средината на 80-тите години на минатиот век. Неговото архитектонско творештво опфаќа бројни проекти како подготовка на урбанистички планови во сите фази, повеќе монтажни објекти и индивидуални куќи и стамбени згради. Во име на починатиот Александар Гицов наградата за животно дело ја прими неговата сестра, а наградата за значајни остварувања во развојот на Кочани ја прими поранешниот председател на Ротари клубот Кочани Виница Сашко Андонов. Со голема благодарност и со голема чест ја примам наградата во негово име како член на семејството. Нека му е вечна слава. Оваа награда е огромна мотивација за сите нас да продолжиме по истата патека и уште понеуморно и пожртвувано да настапиме и да помогнеме да го подобриме животот на општината. На свечената седница обраќање имаше и градоначалникот Љупчо Папазов, кој даде отчет за сработените проекти во изминатиот период. Во рамки на културно-забавната програма настапи имаа учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков и од гимназијата Љупчо Сантов. По повод празниците, Денот на ослободувањето на Кочани и Денот на независноста на Македонија, делегација од општина Кочани предводена од градоначалникот Љупчо Папазов, членови на Советот од Сојузот на Здружение на борци, како и партиски делегации, положија свежо цвеќе на споменикот на слободата и на бистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче во Паркот на Револуцијата. Во Паркот на Револуцијата и на споменикот на Локубија, ние како делегација од Сојузот на борците и повеќе делегации од општината положивме свежо цвеќе со кој гест им одаваме почит на оние кои ни ја донесаа слободата, на ослободителите на Кочани кои ги градија своите животи во олтарот на слободата, како на сите оние кои учествуваа во создавањето на оваа наша држава. По повод празниците, градоначалникот Љупчо Папазов имаше обраќање на кое истакна дека двата големи датуми за историјата на Кочани и на Македонија се датуми кога се потсетуваме на историското минато. Општина Кочани ќе инвестира близу 26 милиони денари за поставување фотоволтаични панели за производство на електрична енергија на објектите на пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Се работи за важна инвестиција за енергетско снабдување, со што треба да се намалат трошоците во работењето на комуналното предпријатие Водовод. Во моментот тече рокот на јавниот повик за избор на изведувач на работите, при што пријавувањето на заинтересираните добавувачи е до 19 септември. Според спецификацијата во повикот, се предвидува да се постават 2 фотоволтаични централи.
од кои едната со инсталирана моќност од 440 киловати и ќе биде на кровната конструкција на објектот за компостирање. Другата треба да има инсталирана моќност од 120 киловати и да се монтира на објектот за гниење на вишок од мил. Дополнително, со планираните средства, треба да се реконструира и постојната трафостаница во пречистителната станица, односно да се направи прилагодување со монтажа на нов трифазен нафтен трансформатор со само ладење. По изборот на најповолниот понудувач на опремата ќе биде склучен договор на период од 1 година. Во овој рок, обврската за изведба на фотоволтаичните централи и реконструкцијата ќе биде во период од 6 месеци. Во останатиот рок треба да се заврши процедурата за добивање лиценца за вршење енергетска дејност, како и да се направи едномесечна пробна работа. Во средата попладне пензионерите од Кочани пред Центарот за култура Бели Мугри го одржаа 4-тиот протест. Од иницијативниот одбор ги истакнаа договорените активности од средбата на представници што се одржа во Велес. Тие повторно ги истакнаа нивните барања за линеарно зголемување на пензиите и минималната пензија да биде приближна со минималната плата. Главна тема беше протесто во Скопје на 20 септември во 11 часот пред владата на Република Македонија. Беше разговарано претежно околу таа тема. Се донесе, како да ви кажам, луѓе, значи, кои ќе говорат на бината, луѓе се одредија кои што ќе одат делегација кај министерката, кај премиерот, кај председателот. Да ви кажеме на добра вест, денес од Сдруженијето на пензионери, на инвалиди од Кочани имаме еден автобус за протесто на 20 септември. Значи, направа, кога отидовме кај председателот, ние обеќаа дека ќе даде автобус. Јас лично, мое мислење, линеарно покачување и минимална пензија од 18 до 20.000 се две различни работи. Минималната пензија, ако биде 18.000, е многу прифатлива за тие што зимат 12.500. Значи нема, ако некој зима 35-36.000 пензија и ако му качат линеарно 3.500, ќе биде 40.000, 39.500. А тај што зима 12.500 денара, ќе биде 15.500. Значи една опција мора да имаме од овај собир и од овај протест. Иницијативниот одбор во наредниот период ќе прави списоци за пензионери кои ќе присуствуваат на главниот протест. Тие се однесуваат на обезбедување автобуски превоз, за да може пензионерите да учествуваат на вториот масовен протест во Скопје што е закажан за 20 септември со почеток во 11 часот пред владата. Работната група за разгледување на предлози за прашањето за најниска пензија и пакет мерки за помош и поддршка на пензионерите во средата ја одржа првата конститутивна седница. При тоа групата се согласи дека прво ќе се работи на носење на соодветни социјални мерки за пензионерите со ниски пензии, а потоа ќе се пристапи кон ново законско решение за минимална пензија или измени на постоечкото. Сдруженијето на слепи и слабовидни лица од Кочани потпиша меморандум за соработка со јавната општинска установа Библиотека Искра. На средбата се презентираа можностите за воведување на библиотечна содржина, кои ќе бидат достапни за слепите и слабовидни лица од градот, но и од општините што ги покрива Сдруженијето на слепи лица Кочани. Тимот беше предводен од председателот на Сдруженијето Серафим Апостолов и членовите Душан Граовац, Тоши Илиев и Славица Димитрова, а ова е прва ваква конститутивна работна средба помеѓу Сдруженијето и библиотеката. Настанот се реализираше со цел инклузија на слепите лица во општеството.